Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилепската болница доби донација, амбулантно возило за давање здравствени услуги за потребите на ромската заедница. Општинскиот фудбалски сојуз од следната сезона ја враќа квалитетната лига. Уметникот Стеван Анчевски ги представи своите дела од изложбата Поврзино. За оние кои патуваат, од 3 мај од меѓународниот аеродром Скопје авиокомпанијата Визир ја враќа редовната авиолинија до Брисел и воведува директна авиолинија до Лион, Франција. Во Прилеп наврнаа најмногу дожд во изминатите 24 часа, 16 литри на квадратен метар. Времето денеска беше променливо облачно со сончеви периоди и температура до 16 степени. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Прилепската болница доби донација амбулантно возило за давање здравствени услуги за потребите на ромската заедница во Прилеп. Во договор со невладините организации ќе се прави скрининг, испитување на социјално загрозените пациенти. Проектот започна уште минатата година. Со овој проект кој што ги опфаќа многу повеќе потреби за ромското население, значи тука околу 700 куќи за легализација. Потоа воспоставување на водоводна мрежа и комунална инфраструктура, донесување на урбанистички планови, воведување во работен однос како на млади, така и на жени ромки, со што го подобруваме и социјалниот карактер на животот во нашата општина. Голема благодарност до наведените невладини организации Челико од Милано, Рома Перспектив од Прилеп, кои ни го донира ова амбулантно возило, кое ќе го користиме за потребите на болницата, но исто така ќе го користиме и за извршување на прегледи во населбата Тризла. Во договор со невладината организација ќе направиме некој скрининг, испитувања на социјално загрозените пациенти. Работиме долго време на подобрување на условите за живење, кое подразбира донесување на ДУП за целата ромска населба, легализирање на населбата, кое веќе ДУПот е поминати на совет, понатака следува процесирање на деталниот урбанистички план, како што спомна и градоначалникот, работиме на легализација на бесправно изградени објекти на ромски семејства, работиме на подобрување на вработливоста и поддршка со програми за вработување на млади и жени ромки. Општинскиот фудбалски сојуз од следната сезона ја враќа квалитетната лига. Пред почетокот на првенството на есенскиот дел имавме
состанок со представници на екипи и напоменавме и кажавме дека од нареднава 2025-26 ќе се формира квалитетна лига Прилеп како што имаше во годините, и во неја би учествувале 10 екипи, што значи дека од општинска Б би учествувале по 4 екипи, во зависност од дали некоја екипа би спаднала и од трета лига која гравитира во ОФС Прилеп, така да многу е битно и пласмано на 4-5 место. Уметникот Стеван Анчевски ги представи своите дела од изложбата Поврзино во ликовната галерија при Центарот за култура Марко Цепенков. Делата на Анчевски имаат специфична уметничка визија во која се употребуваат различни уметнички средства. Уметникот Анчевски со својата поетика и слики открива дека му е близок графиолошкиот пристап, кој се потпира на ликовните искуства на сликарството од 20 век. Неговиот визуелен јазик, како облик на комуникација, е едноставен и единствен. Стефан Анчевски е визуелен и мултимедијален уметник, има реализирано 11 самостојни изложби, учествувал во преку 150 групни изложби во земјава и во странство. За оние кои патуваат, од 3 мај од меѓународниот аеродром Скопје, авиокомпанијата Визир ја враќа редовната авиолинија до Барселона, а истовремено ќе воведе и директна авиолинија до Лион, Франција. На релацијата Барселона-Скопје ќе има летови 2 пати неделно, во вторник и сабота, а до Лион 3 пати, во вторник, четврток и во сабота. Првиот лет од Скопје за Барселона ќе се реализира в сабота во 18 часот и 50 минути, а двајца патници ќе добијат бесплатни авиобилети преку избор на социјалните мрежи. Меѓународниот аеродром во Скопје првпат ќе се поврзи и со Лион, Франција. Таргетирани се дестинации за шпанско-италијанското крајбрежје, враќање на линијата кон Ларника во Кипар, како и отворање директни линии кон Прага и Мадрид. Временска прогноза. Во изминатите 24 часа во Прилеп наврна најмногу дожд, 16 литри на квадратен метар. Времето денеска беше променливо облачно со сончеви периоди и температура до 16 степени Целзиусови. За утре метеоролозите предвидуваат променливо облачно време со услови за слаб дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец, а максималната температура ќе достигне до 23 степени Целзиусови. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, уредник Гордана Цветановска, техничко водство Никола Димески. Продукција Радио Пела, април 2025.